Новиот филм ја раскажува приказната за уругвајскиот рагби тим, чиј авион се урнал на оддалечените планини на Андите во 1972 година, како и за ужасното искушение на преживеаните. Друштвото на снегот се заснова на извешти од прва рака на патниците кои преживеале. Режисерот Хуан Антонио Бајона се сеќава дека читал книга за катастрофата. Бајона го направи филмот на шпански и ангажираше уругвајска и аргентинска екипа. Тој вели дека добил дозвола за снимање на филмот од сите преживеани. Ни требаше нивната поддршка и помош, зашто сакав да направам што е можно по реален филм да изразам почит за тоа што се случило. Уште од самиот почеток тие даваа голема поддршка. Седнавме со нив, направивме интервјуа. Тоа траеше повеќе од 50 часа. Актерите контактираа со нив, тие постојано контактираа за време на снимањето. Тие станаа многу фундаментален дел од процесот. Еден од преживеаните е Роберто Канеса. Во тоа време тој студирал медицина и им помогнал на другите да се подобрат и да имаат надеж. Дури и кога тој чувствувал очај поради тагата што имала неговата мајка, мислејќи дека е мртов. Очено сакав да ја кажам на мајка ми, не плачи повеќе, јас сум жив. И ми испраќав телепатски пораки. Побарајте ме, жив сум. Канеса со соиграчот во рагби Нандо Парадо 10 дена патувале низ планините на Андите во потрага по помош. Упорноста и херојскиот напор доведе до нивно спасување, како и за тие кои беа таму. Денес Канеса се сеќава како се бореле за да преживеат. Ние бевме обични луѓе соочени со ужасни околности. Со Божја помош добивме неверојатни резултати. Зависи од тебе да се преземе нешто чекор по чекор. Се разбира, се чувствував разочарано, многу пати помислив да умрам таму во снегот, но потоа повторно станував, продолжував да одам. 29 лица загинаа, како еден од само 16 преживеани. Канеса успеал да се стабилизира по трагедијата. Станал кардиолог за деца, основал семејство. За него и за Бајона, друштвото на снегот, е почет кон тие кои никогаш не се вратиле дома. Многу сум горд на филмот. Мислам дека сите раководители на сектори завршија извонредна работа. Ве носат до местото, ве внесуваат во авионот, ве прават да ги почувствувате истите емоции низ кои поминале тие. Со самото тоа разбирате што направиле и тоа е огромен труд. Филмот е номиниран за Златен глобус, а Шпанија го избра за кандидат на Оскарите 2024 година.